Позицијата на официјално Скопје е дека договор со Бугарија е можен ако во така наречениот француски предлог, кој како што објаснуваат од македонската влада, се уште е во работна нефинална верзија, бидат вградени две клучни барања. Тие се одржување на прва меѓувладена конференција по потоа отворање на процедурата за промена на уставот и усвојување преговарачка рамка без билатералниот протокол, кој е всушност инструмент за следење на исполнувањето на договорот за добро соседство со Бугарија. Исторениот дипломатски двоец Маричич Османи по вчерашното не за францускиот документ предложен во таква форма, што во Брисел го испорача премиерот Ковачевски, денеска во Скопје го дообјаснуваше ваквиот потек и причините за отфрлањето. Нашиот став е дека прашањето на јазикот, прашањето, историските прашања да не бидат дел од преговарачката рамка и секвенционирањето на чекорите помеѓу промените на уставот и почетокот на преговорите се прашања кои што се важни во нашата одлука да се прифати или одбие некој предлог. Сега очекувањата се дека Франција во последните 7 дена од своето председавање со Унијата ќе даде конечен предлог. Но прашањето е што тоа би значило откако Бугарското собрание денеска усвои резолуција со која се утврдуваат условите под кои Софија може да ги поддржи идните чекори во евроинтеграцијата на Северна Македонија. Оваа резолуција всушност значи прифаќање на францускиот предлог што Скопје го оцени за неприфатлив, но со дополнителни услови како впишување на бугарите во македонскиот устав, но и подобрување на предлог преговарачката рамка и предлог за клучоците на Советот за појасно одразување на ставот дека ништо во процесот на пристапување на земјава не може да биде толкувано како признавање од Бугарија на постоењето на македонски јазик. Француското министерство за надворешни работи пак оценува дека наредните денови ќе бидат решавачки и дека е подготвено, ако има договор, да организира меѓувладина конференција. Остануваме мобилизирани за да постигнеме избалансирано и взаемно прифатливо решение, порачува официјален Париз. По настаните во Брисел, опозицијата, но и дел од помалите партии коалиционери во владата побара оставки од Османи и Маричич поради, како што го нарекоа, дипломатскиот неуспех. Ние не го квалификуваме ова прашање како црпно-бело прашање на успех и неуспех. Ова е наша безалтернативна борба да станеме членка на Европската Унија, при тоа запазувајќи ги државните интереси и интересите на граѓаните. И тоа што ќе кажаме дека нема да правиме компромис по ниту едното, ниту другото прашање. Ќе станеме еден ден членка на Европската Унија, но со заштитени државни и национални интереси. За тоа да се случи треба да поминат години преговори со Европската Унија под услов претходно да се најде компромис со Бугарија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.